Jaz go smenam mesto za pauza, duva mnogo i... Jok Turkče! Gljapa. Vojno vozilo i tamo odim evo nekoja garaža, nešto zapišvat izgleda. Dobro utro na site i добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Локалното време е 10:05 часот, топло утро е, сепак сме покрај морето, до 18 на степени можеби моментално, ќе се искачим до можеби 25 во текот на денот. А денес одиме кон Аланија. Тоа е едно градче, да не ми рипни. Одиме кон Аланија, тоа е едно градче пред Анталија, околу 300 км за возење. 6 часа со паузи, 7-8 часа, 7 часа можеби. Останува да видиме, а сега ја се излегувам од Мерсин. Прошетав сношти низ Мерсин, раздвижено е доста. Има освен турци и други националности според јазиците кои ги слушнав, можеби афганистанци, нешто курди, не знам на вистина. Но имаше доста за пешачење покрај морето, покрај брегот, беше доста убаво. А денес ќе возиме буквално цело време покрај Средоземното море. Јас Средоземното море прв пат го видов пролетва во Грција. Од Грција го видов Средоземното море, а сега и ќе возам повеќе време покрај него. Имав и појадок во смештајот, ми следуваше каде што бев во хотелот. И беше како шведска маса, имаше домат, имаше крастајци, имаше помфрит, нешто зденки, маслинки, таква работа. Како за појадок ме најаде доволно. Цените во глобала по маркетите овде се нешто поевтини од спрема Истанбул, меѓутоа сепак најскапо е калку кај нас, општо низ маркетите, дури многу работи се поевтини од кај нас. Ќе направам јас една пауза тука. Возењето покрај Медитеранот не е баш како што очекував, ќе мислев ќе види како Јадранска магистрала, но ќе видиме од утре после Анталија што не очекува, може да е така. Тука претежно беше како булевари. Немаше други патишта, сето како булевари, како автопат, дори можам да речам. Покрај некои селци имаше патчиња, меѓутоа пак само низ селото излегуваат и пак треба на булеварот да се приклучите. А убаво е сончево времето, има убав одсеј од морето. Таму некаде во далечините Дженем не се ни гледаат, тука е Кипар, па таму Израел, Сирија, Ливан. Меѓутоа стотици километри преку морето, не е баш тука блиску, затоа и не се гледаат. Јас го сменав местото за пауза, дува многу и дури идев наваму по пат, дуваше премногу. Ќе видиме дали ќе продолжи натаму. Времето е топло, убаво, идеално така. Да не беше ветеро, ќе беше може жешко, но вака идеално е. Јас имам уште 170 километри до местото каде што ќе преноќувам, односно градот Аланија.
Izgleda konečno malku ќе повозам покрај Средоземното море на посмирен пат, поинтересен. Но асфалтот не е баш во одлична состојба тука цел пат. Водата во морето е премногу чиста, значи кристална буквално. Тоа е убаво. Вчера во Мерсин додека шетав имаше премногу луѓе кои што рибареа. И многу ресторани имаше кои што нудеа риби како специјалитети. Време е за бензин да турам. Повторно за 600. Бензин. Yok Türkçe. Yok Türkçe. Yok Türkçe. Plaka. Yazmıyor. Teşekkür ederim. Пак дојде 13 литри за прика 10 за 600 лири. Значи горе долу толку е горивото, 70 денари од литар. Пред мен има кола со иранска таблица. Прв пат гледам иранска таблица и не знам колава ша марка е. ХМЦ пиши на неа. Може не е нешто европско, јапонско. Моментално возам низ некој шумиче, свеже од времето, поладно од спрема долу и мириса на бор. А патот како прелиен со тоа црното што ви кажував во некој видео. И сјај буквално, ако сјај веројатно и ризга така да некако со шуве возам малце овде. Не знам дали се гледа од сјајот на камера.
Јас ќе си направам една пауза тука. Не дува ветре тука, рајат ќе си ја направам паузата. Тука долу гледам сето ова се палми. Буквално палми. Дали ги растат и ги продават после или е така, не знам. Мислам, сигурно ги продават. Гледам има и за наводнување направено. Сигурно ги продават. А сега овде јас нагоре одам, имам уште 80 на километри негде до Алања. Асфалтот гледам овде станува веќе убав како што треба, така да би требало возењето да оди доста попријатно наспрема до сега. Што е ова сега? Ова е воено возило. Воено возило и таму одиме во некоја гаража, нешто запишуваат изгледа. Јас веќе влегов во Аланија, односно Алања како се викаше. Се наоѓам на 3 километри од хотелот. Голем град делува така, неколку ескелешехир, малку помал, меѓутоа сепак доста луѓе, доста згради. И е веќе 15 минути низ него возам. А гледам во далечините и параглайдер има горе. Или патобран, што и да е. Градот се наоѓа на само 150 км од Анталија и најверојатно како Анталија, така и овој град е важен туристички град и полн со туристи. Кога возев покрај морето имаше доста голема плажа. Јас исто така треба да си купам и полнач, бидејќи си го заборев полначот за мобилниот во претходниот хотел во Мерсин. Јас треба тука десно. Хотелот е овај лево. Да најдам само соодветно место да си го паркирам моторот. Овде ќе види малце на улица. Има и базен, иначе хотелот. Стигнав јас
убаво мало сопче. За еден човек колку? 25 евра плаќам и тука. Има и базен, мислам и дека ресторант имат, но не сум сигурен. Еве ми го и купатилото. Иначе овде е премногу жешко, 28 степени, арно и со куси бандолни си дојсов, да не ми жежи во долни тренерки. А сега да си скапам и да одам малку да прошетам. И полноќ нормално си купам да си најдам. Си најдов полноќ. Јас се вратив, јадов еден дурум, 120 лири, околу 200 денари. Се капе уште луѓе на плажата, значи имаше полно руски туристи, значи поќе слушав руски отколку турски по улиците. И беше доста раздвижено и тука во глобала скоро сите знаа и англиски колку што сватив. И цените по бутиците по ваму таму, освен лири, имаше и евра на многу места. Така да овде местото е малце по-добре дојдено за туристи, како да речам. А тука негде ќе го завршам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.